Здраво, ще правите? Се сликаме. Ау! А сакате да идем во парк? Ајде бе. Ајде, ама да викнем и Мила. Ајде. Ај врти. Ало? Шуприш? Еве ништо. Ти? Сакаш да дојдеш со нас во парк? Не можам. Добро. Не можела. Зашто? Кај да знам? Кога она можела? Никогаш. Ќе одиме, ајде. Вие здраво ще правите? Аха. Јајата, вафли. Кај ја купивте? Онде. Јас ќе одам да си купам. Шо викаш? Да и сам на Мила. Ало? Ала, сакаш да идеме на вафли? Не можам. Зошто? Абе, зафатена сум, ајде се идеме друг пат. Добро, ајде. Чао. Не ќе да дојде. Абе, знам. Онаа Мила. Многу нешто се занесува се прави нешто паметно. Да, со нас никогаш не ќе да искочи, нешто важно се прави. Ќе види таа никош кој ќе притребаме дали ќе бидеме тука да неа. И кај да се? А една гузна да ме правиме? Ајде. Ева Мила звони. Ало? Ало? Сакате да излеземе? Сака да излизаме. Па кажи дека сме зафатени. Кажи дека сме заедно, ама не можеме да ја чекаме. Добро, пред ним е турка типа. Не те туркам. Бе, ќути. Ало? Заедно сме, ама не можеме да чекаме. Па јас имав предизвик да прочитам книга за 3 дена и затоа и не можев, ама добра, ајде. Ќе скочиме друг пат. Добро, ајде. Секој ден читала книги. Си дала предизвик 3 дена да чита книга. Некоја, не знам, некоја книга од чиста страни ја читала секој ден. Ја таа ќе ја прочитам за 2 години. Ја, цела живота не ќе ја прочитам. Па ако читала, тогаш да ја викнам. Ај, ки звонам. Ало? Сакаш да излезеш со нас? Да, може. Еве се облекувам и излегам, добро? Ќе те чекаме пред влез, ајде. Супер, чао. Ајде. Што рече? Да чекаме пред влез кај сиња. Одиме? Ја.
Драги гледачи, денес имаме несекојдневна дебата, а таа дебата е дали е подобро да имаш брат или сестра. Каде што Бојана има свој став дека е подобро да имаш сестра, но Калина има став кај што вика дека е подобро да е брат. Но не заборавајте, не треба да гласате за темата која сакате повеќе, треба да гласате за тој што повеќе ве убеди. Сега уживајте во оваа драматична дебата. Јас мислам дека подобро брат да си имам, веќе тој ќе те брани, ќе те чува, ќе ти помага. Јас мислам дека е подобро сестра, бидејќи со брат многу ќе се караш и ќе се тепаш, ќе се закачаш и ја мислам дека подобро е брат имаш, бидејќи нема да ти смета, нема да ти досаѓа, а сестрата ќе ти досаѓа. И не мора да значи дека ќе ти досаѓа. Ако е помало од тебе, ако е поголема од тебе, нема да ти досаѓа. Ќе си прави своја работа. Да, ама ако е помала, ако имаш брат помал, тој исто така нема да ти смета, бидејќи ќе ти смета, дека пишуваш домашно, ќе ти досаѓа, ќе те прашува нешто цело време, нема да те остава. Ја мислам дека ако имаш помал брат, може тој ќе си има посебни играчки и нема да ти ги зема твоите, нема да ти краде, а сестрата може да ти краде работа. Може и да има своји играчки и сестрата. Да, ама мислам дека подобро брат да си има. Ја мислам дека е подобро сестра. Драги гледачи, тоа беше дебатата за дали е подобро да имате брат или сестра. Тој што ве убеди повеќе, гласате за него на Инстаграм профилот или на Фејсбук во коментари. Имајте убав ден. Линове, пази малку, гледај кај одиш. Добро де, каква си, ништо не ти е. Што ти е Бисера, што си толку изнервирана? Или да ме изнервира. Што ти изнервира толку? Па вака, си одиме ние, јас сум на едната страна од тротоарот, таа е на другата. И се доближуваме, и Илина се загледала во телефонот, не гледа кај оди. И ме удира. И не само што ме удри, ме навреди дека сум била лутка. Кај ме удри, па и ме навреди. Па да, во права Илина е кривецот. Ама, ајде дојме кај нив и да го решиме проблемот со убаво. Ама те молам, нема да се карате. Добро, нема да се караме. Ајде одиме на чешмичка, да сигурно се тамо. Лилова, Бисера, за џабе се лути. Што се случило? Зошто викаш? Сум ја удрила случајно големото чудо. Се судривме на тротоарот, ништо посебно не направив, ама Бисера мораше да се налути. Ајде де, може не и бил денот, ќе отидеме и ќе го решите проблемот со убаво. Ајде да отидеме тогаш. Ајде де, барем поздравете се. Здраво! Јас нема да се поздравам. Бисера, нели рековме без каранице? Знам, така рековме, ама како да не се карам со вакво девојче? Какво девојче? Бисера, не на Илина се шегуваше. Не, Илина навистина е такво девојче, што не внимава кај оди. Па подобро да сум такво девојче, отколку да се лутам за се и се што. Илина, престани, ти рекол да не се караш. Мила, Бисера прва почна да се кара. Не ли требаше проблемот со убаво да го решите? Да, на Бисера, нели требаше со убаво да се реши проблемот? Јас реков, со вакво девојче проблем не може со убаво да се реши. Си одам. И јас си одам. Чао! Виде за каква глупост се скарале. Абе, како мали деца се. Да, стварно.
Ајде ги смириме грејото си. Ми текна. Што? Мила, зошто ме донесе тука? Ти реков дека нема да се смирам со Бисера. Да, Ана, зошто ме донесе овде? Нема шанси да се смирам со неа. Ама дечки, секојаш кај другарот барете го тоа што ве обединува, а не тоа што ве разделува. А ќе се смирите ли ако Ви дадеме карти за концерт на вашата омилена група BTS? нема друго решение, мора да одите заедно? Па, ајде јас ќе земам една карта. Па, и јас ќе земам една. Оф, ама сум гладна да може и клупата со сеногарките ќе ги изадев. Па јас не би ги изела ногарките, ама да имаше еден хамбургер, цел би го. Па е тоа и велам, и симити хамбургер би изела. Да, ама ако би можела да бирам. Ајде да ги поделиме парите, да видиме колку имаме, па да одиме да купиме нешто. Добре, ти колку имаш? Јас не морам да проверувам, знам колку имам. Колку? Колку е за уши од слон. Молам. Одлично. И сега што ќе правиме?
Не знам. Види, и не, Михаела, јаде сендвич. Ајде да одиме ки побараме еден гриз. Мислиш 2 за секој по еден. Добро, ајде. Ама таа е многу скржава, нема да ни даде. Па јас на нези купив 2 сладоледи. Ки ни даде. Ајде. Здраво. Што правиш? Нихо. На здравје. Благодарам, повели. Поправих мој дни. Значи ти рече повели. Тоа значи дека јас треба да гризнам. Па ми го мислав така. Така мислиш. Нели Мија? Па, кажа повели, јас не знам како ќе го мислела, ама сепак кажа повели. Кога ќе се каже повели, значи треба да се одржи зборот. Ма ја не го мислам така. Па нема врска. Скржаво. Ти кажав. Значи ти кажав дека нема да ти даде. Па што да правам јас? Не го Давор. Кај сте девојчиња, се глупирате, а? Молам, глупираме. Не кажа глупира. Океј, очигледно да. Па нормално да се глупираме, гладни сме. Е, добро што реде, сега дај ни 200 денари. Да, дај 200 денари. А не, татко ми има кажано да не позајмувам пари, автомобил и љубов. Ајде, чао, ми зазвони телефон. Ту бе во стол да се претвориш. Во столче се претворил. Стварно. Внимание, внимание! Внимание, внимание! Имаме пролетни новости за вас. Против досада најдовме спас. Тинтри Минтри отвара нова почетна група за деца од 9 до 12 години. Времето е убаво. Надвор ќе си снимаме, пред камера се смееме и нови деца примаме. Сега е вистинското време да се јавите и кај нас да се појавите. Телефонот нон-стоп ни звони. За глумење сме шампиони. Уписите се во тек. Повеќе информации на нашиот Facebook и Instagram профил. Ве чекаме! Тинтри Минтри шоу! Тинтри Минтри шоу! Никогаш. Ма јаде не бе! Ајде, акција! Ти здраво што правите? Добро, крупно ќе го Леле бе, нема! Видите че колку има! Камера иде. А видиш да колку има! Ням! Не! Само да речеш! Ама помагайте! Мила! Напад! Ајде! Дај ми го! Како да го земам? Така, лапо, крупно на појава. Бегај, ма! Цело! Ето што се. А ја може го јадам? Што викаш? Ајде се ама било. Бе, доста! Брате! Климе! Веќе нема, не си интерес! Акција! Што се смееш? Ама се смееш! Кај сте девојчиња? Кај сте тут? Холивуд се плаши и да деца наши тука сите глумат, пеат и постојано се смеат. Некој црта, некој игра дава гол, а ние го имаме Тинтири Минтири шоу. Тинтири Минтири, Тинтири Минтири, Тинтири Минтири шоу. Иде и камера исто така. Акција! Секој талент место свое сака. За супер авантура гледај, правиме култура и ти не паѓај во замка. Излези од рамка. Тинтири Минтири,
Интри